студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска попладне ќе престојува во посета на земјава каде што ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски. Премиерот Мицкоски ќе оствари тет-а-тет средба со Кошта, пошто ќе следи состанок помеѓу владината делегација и делегацијата предводена од председателот на Европскиот совет. Председателот на Европскиот совет Кошта од вчера е посета на Западен Балкан за да се сретне со лидерите од регионот и да биде ко-председавач на самитот на Европската унија Западен Балкан во Тива, Црна Гора на 5 јуни. Темата на денешните разговори ќе бидат евроинтеграциите и уставните измени. Премиерот вели дека е подготвен за разговори, но со јасна цел – решение кое нема да задира во идентитетот, но и со кое преговорите ќе почнат и завршат. Моите пораки се јасни, аргументирани, ние сме подготвени да разговараме со секого на било која тема, ние сме подготвени да бараме решенија и тука не треба никој да има дилема, но тие решенија мора да бидат достоинствени и тие решенија мора да опфатат заштита на македонскиот национален идентитет, но истовремено решенија кои што ќе значат почеток и крај на процесот, а не само почеток на процесот. Тоа не е доволно. За жал, опозицијата денеска ја слушам како вели дека рокот истекал. Жалам кога политички аналфабети се дрзнуваат да даваат такви коментари, бидејќи не е 1 јуни рокот, туку 30 јуни, тоа е елементарно непознавање, но тоа е што е. А сега се вратам на суштината. Ние сме заклучно со декемврискиот извештај вистински фронтранери, на второ место Албанија, трето е Црна Гора, во регионот на Западен Балкан, и ние користиме најголем дел од средствата како резултат на завршените реформи и испорачаните чекори. Во тема на денот во Дневникот на Сител гостуваше министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој се осврна на средбата со неговата колешка од Бугарија. Прва официјална средба со вашата бугарска колешка. Како ви е впечатокот по тие разговори? Сега велите ригидни. Имаше ли конкретно нешто што ви даде надеж или нешто што ве обесхрабри дека ситуацијата ќе биде тешка во разговорите со Софија? Прво, има работи кои што може да се движат во добра насока во билатералните односи. Тука зборувавме за коридорот 8, зборував јас лично за потребата од заселување на активностите од страна на Бугарија за да се отвори граничниот премен клепало. Тие се суштински работи кои што некојаш делуваат и како мали гестови за некои држави, но многу можат да значат во подобрување на билатералните односи. Тоа што не ми дава во овој момент голем оптимизам е начинот на кој што актуелната бугарска влада, барем на почетокот на својот мандат, се поставува спрема нас како држава. Тоа што е кристално јасно е дека кај Бугарија не е единствено барање уставните измени, има многу други суштински елементи кои што тие ги гледаат како значаен дел од нашиот евроинтеграцијски процес, за кој што ние сметаме дека нема потреба воопшто да се дискутира во ова време во кое што живееме. И токму тоа е прашањето кое што треба да го разрешиме секако со посредство на европски институции, на земји членки на Европската унија кои што се добронамерни и спрема регионот и спрема политиката за проширување. Така да јас не сум оптимист по таа прва средба, но како што кажав и во една изјава денес, независно од тоа што можеме да кажеме дека има некој песимизам во билатералните односи, ние го немаме луксузот да кажеме добро, тоа нема веќе да дискутираме. Напротив, како држава имаме обврска да бидеме проактивни покрај реформите кои што ги спроведуваме дома, да нудиме решенија, но решенија кои што ќе бидат достоинствени. Лидерот на опозицијата не очекува поместување по посетата на Кошта и обвинува владата дека не само што не ги спроведува уставните измени неопходни за старт на преговорите, туку сериозно заостанува и во исполнувањето на реформската агенда. Еве веќе се касни година дена, веќе сме добиле продолжување на рокот и повторно од 10 закони кои што требало да се донесат лани во јуни, па е продолжен рокот до овој јуни, донесени се само 2. Па што треба, продолжување на продолжението? Не е ризик уставна измена, никаков ризик не е. Така да сметам дека председателот на Советот Антонио Кошта јасно и недвосмислено ќе каже дека сега е моментот за проширување. И дека повторно не е вистина тоа што дел од функционерите на ВМРО го шират, а тоа е дека утре после уставните измени повторно ќе соочиме со некоја блокада. Не, затоа што е стратешка цел.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова, која престојува во официјална посета на Република Словачка, денеска во Братислава ќе биде причекана со највисоки државни воени почести од словачкиот председател Петер Пелегрини. Предвидено е Силјановска-Давкова и Пелегрини да одржат тет-а-тет средба, пошто следи и пленарен состанок на македонската и словачката делегација. Дизелот од полнок е поевтин за 6,5 денари, а бензините добија мала минимална корекција нагоре за половина денар. Намалувањето доаѓа по падот на цените на светските берзи по владината мерка за намалена акциза. ОКТА дополнително најави попуст од 2 денари за бензините, што треба да го ублажи притисокот врз потрошувачите. Драстично поевтинување на дизелот, незначително поскапување на бензините. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полнок, литар дизел поевтинува за 6,5 денари и ќе се продава по 85,5 денари. Цената на бензинот БС-95 оди нагоре за половина денар и ќе чини 88 денари. А 98 октанскиот ќе се точи исто така за пола денар поскап, односно за 90 денари. При формирањето на цените, регулаторна ги имала предвид намалените акцизи. Владата вчера на вонредна седница реши да ја продолжи важноста на намалените акцизи за 2 денари. И кај бензините, и кај дизелот, до 15 јуни. Сепак ова се максимални цени, а од утре повторно ќе има попуст на бензинските станици од најголемиот снабдувач, што директно ќе влијае на крајната цена за потрошувачите. Овој пат попуст за дизелот нема, а за бензините е 2 денари. Па така на најголемиот дел од бензинските станици, бензините ќе се точат по 86, односно 88 денари. На светските берзи пак цената на нафтата повторно расте. Брент се искачи над $94 за барел, по новите тензии на Блискиот Исток и намалените шанси за примирие наскоро. Собствениците на бродови бараат јасни правила за враќање на ормудскиот теснец во нормала. I have a ship right now which is stuck inside the Gulf for the last 3 months. On the day the war broke out, the ship loaded cargo in Rasanora and came out and has been sitting there for 3 months. Some have been lucky enough that they have had changeouts, but many others have not. What we need is obviously a framework, a rules regulation, whatever it tells us exactly how we can go in and get out. So even if a peace deal was signed, that needs to be clarified. Низ ормудскиот теснец пред војната минуваше петина од светските количини нафта и природен газ. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во продолжение следуваат вестите од светот.